За да бидеме ефикасни, побарав од тука да го образложам амандманот, за да не земам повторно збор, а и од друга страна да можам да ме погледам сите во очи, буквално сите, бидејќи трета година поред каде што го поднесувам истиот амандман, заедно со колеги повеќе преходно, трета година поред се обидуваме да укажуваме на можните последици, на штетите што сите ние можеме да ги имаме од непостапувањето по овој амандман. Затоа овој пат, имајќи предвид дека ова е влада на заменување, сакам директно да ви посочам дека она што го направивте во Карпош, ниту ќе биде заборавено, ниту пак ќе биде простено. Такво злосторство врз животната средина и таков криминал што сака СДСМ со неговите ортаци да го спроведе, нема да помине. Бараме со овој амандман 180 милиони денари за првата фаза за санација и ремедијација на парк депонијата во втората заштитна зона на Бударското подрачје Нерез и Лепенец. За оние што подзаборавија, тоа е истата локација каде што за време на ковидот, за време на локдаун, некој на сметка на вашето ризикот и безбедноста за вашето здравје сакаше да прави пари и криминал. Беше масовно извезуван, додека вие сеевте дома во локдаун, стотици камиони се редеа, со багерите работеа со полна сила. За оние што се деме грижа за животна средина, ќе ги посетам да се ги вратат и мерењата на воздухот во тој период. Колкав обем на активности беше таму, кога единствено мерната станица во Карпош 4 покажуваше континуирано загадување, кога сите други беа зелени, се копаше до ниво на подземни води, на подрачје кое што е втора заштитна зона на Бударскиот систем Нерез и Лепенец. Таму кај што земаме вода кога раше нема доволно големи количини. До ниво на подземни води, по 12 метра дупки и се депонираше отпад, шут, секакви забранети материи согласно правилникот, што исто така вие го донесовте. Штетите се неколку милионски, од 5 до 7 милиони евра отприлike криминалот направен, но тоа е второстепено во однос на безбедноста и ризиците по нашето здравје, на сите скопјани што пиеме таа вода. Зошто? Бидејќи тоа се вршеше на ниво во временски период кога нивото на подземни води беше ниско, целиот тој депониран шут и градежен, дури имаме сознание и за радиоактивен, како што е старото железо, громобрани и така натаму, што се депонирани азбестни кровови, целокупниот медицинар депониран директно таму со повисоко ниво на подземни води, едноставно е потопено, а ние тоа имаме ризик да го консумираме. Не велам дека можеби утре веќе ќе имаме проблем, но можеби ќе имаме посебен 5 или 10 години проблем со несогледливи последици. Исто така да ви укажам дека финансиските штети се дополнителни, бидејќи некој мораше итно да реагира во меѓувреме па да потроши уште 250.000 евра за пизиометри, стравувајќи дека буквално може да изгубиме водата во тоа подрачје. Дополнително на тоа, дека не збориме на празно и обвинителниот акт што го отвара јавното обвинителство, каде што имаме познат сторител кој што го признава делото. Ако случајно мислите дека ние преувеличуваме или имаме преголеми стравови, делото е признаено. Знаеме што се случило таму, со овој амандман бараме средства со кои што можеме да санираме штетата додека не е се уште предоста. И да ги спрешиме СДСМ и нивниот сега нов ортак Стефчо Јакимовски во нивната намера да исто тоа го порамнат и девек завршат со еден парк и да ги прикријат доказите. Нема да ги прикријат, бидејќи тоа стои доле. Само се прави дополнителна штета и дополнително учество во криминалот што го сторија. Ви благодарам. Ви благодарам.